Денешниот прес ќе биде поврзан со она што вчера го соопштивме, а тоа е демонтирање на политиката на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз, а која што се однесува на зголемување на даноците. Имено со зголемување на даноците, Социјалдемократскиот сојуз удира по џебот на граѓаните и има намера да ги избрка странските инвеститори, но исто така да влие неповолно и на домашните инвеститори. ВМРО ДПМН силно ќе се спротивстави на планот на Социјалдемократскиот сојуз да ја менува даночната политика, односно да ги зголеми даноците во Република Македонија. Министерот предложен во владата од страна на Социјалдемократскиот сојуз, господинот Тевдовски, со најавата дека ќе ги зголеми даноците, врши силен негативен удар врз економијата на нашата држава, но и директно удира во џебот на граѓаните. Програмата на владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз, вели дека ќе воведе персонален данок на доход со две променливи стапки, и тоа 10 и 18%. За волја на вистината, Социјалдемократскиот сојуз сака да ги зголема данокот за граѓаните и бизнис заедницата за цели 80%. Сакаме да предупредиме и да изразиме загриженост дека ова антиреформа, при која ќе се зголема даноците, ќе ја врати Република Македонија 20 години наназад. Да подсетиме дека во минатото Социјалдемократскиот сојуз и пред 2006 година имаа неуспешни обиди за зголемување на даноците со променлива стапка, и тоа 15, 18 и 24%, кои се покажаа како кобни и ја втурнаа во пропаст македонската економија. Зголемувањето на даноците ќе значи сериозен удар врз приватниот сектор без разлика на домашните и странските компании. Од ова антиреформа никој ништо не добива, а сите губат. Ке се намали интересот на инвестирање во државата, ќе паднеме длабоко на дното на листата на Doing Business, домашните компании ќе бидат неконкурентни поради зголемените трошоци, па ќе бидат принудени да ги намалат инвестициите, а со тоа и бројот на ефективни работни места. Се тоа ќе резултира со енормно намален економски раст. Ке се зголеми невработеноста и ќе има прекин на отварањето на нови работни места. А најважно, ќе царува даночната евазија и ќе се врати сивата економија како пред 2006 година. Како држава, ќе станеме неатрактивни за водење бизнес. Во моментот, благодарение на отворените политики на владата која беше предводена од страна на ВМРО ДПМН, Република Македонија има најниски даноци во светот, со ефективна даночна стапка од 7,4%. Во 2006 година, имајќи во предвид на успешноста и погубната даночна политика на високи даноци на Социјалдемократскиот сојуз, ги намаливме даноците и воведовме единствена стапка од 10% персонален данок на доход и данок на добивка. Исклучително задоволни беа граѓаните, но и бизнис заедницата, бидејќи плаќањето даноци се поедностави во однос на пресметката и малите трошоци на фирмите. Граѓаните не очекуваат зголемени даноци, граѓаните очекуваат реализирање на ветувањата кои што Социјалдемократскиот сојуз ги даде пред изборната кампања. И тоа, очекуваат минимум 16.000 денари просечна плата, 16.000 денари минимална плата, 30.000 денари просечна плата, да се отворат нови 64.000 работни места, нови 500 км автопат, нови електроенергетски објекти, 100.000 денари плата за докторите и така натаму. Не очекуваат, ќе повторам, зголемување на даноците. Граѓаните од Социјалдемократскиот сојуз очекуваат да го реализираат ветеното во предизборијата. Ви благодарам.